Колега Талевски, се јавив за реплика најмногу за да ви одговорам на едно прашање, а тоа е прашањето кој бега и да ви поставам едно прашање. Ако прашувате кој бега, колега Талевски, бега Филипче, колега. Зошто го велам ова? Министерката вчера беше цел ден и одговараше на вашите прашања, но вашиот лидер Филипче излезе, постави едно пратеничко, само едно пратеничко прашање постави лидер на опозиција, колку да направи какво такво видео и го снема. Толку. Значи одговорот на вашето прашање кој бега е дека бега Филипче. Моето прашање до вас е, колега, во кој член од законот гледате дека ќе има отпуштања? Ве молам во контрареплика да ми одговорите на ова прашање, бидејќи е навистина битно за македонските граѓани. Не можам никако да разберам. Нели сваќате дека рейтингот не ви расте со ширење страв и паника меѓу граѓаните? Не ви порасна рейтингот ниту со паниката што ја ширевте за мигрантите, нема да ви порасте рейтингот ни со ова што го говорите денеска дека наставниците ќе биле отпуштени од работа. МОН направи анализа, министерката вчера ви кажа, не знам уште колку пати да ви повториме овдека, дека нема да има отпуштен ниту еден наставник и дека никој нема да остане без часови или без работа. Дополнително, колега Талевски, наставниците ќе можат да бидат ангажирани и во дневен престој, а ако анализите покажат потреба, владата и собранието ќе интервенира со амандмани. Значи, системот не е затворен, системот е флексибилен и се темели на реални податоци, колега, не на шпекулации. Не сакам да ве подсетувам што све оставивте и што се поправаме со овој закон што денеска е на дневен ред. Вистинското прашање до вас е каде бевте кога образованието тонеше на сите меѓународни тестирања? Каде беа вашите реформи кога учениците покажуваа слаби резултати? Не носиме закони за да отпуштаме наставници, носиме закони за да обезбедиме поквалитетно образование за децата, поголема сигурност за наставниците и систем што ќе ги исправи штетите што ги оставивте од вашето 7-годишно владење. Затоа, колега, колку повеќе говорите за образование, толку повеќе ги подсетувате граѓаните на вашите промаршувања. И знаете што? Вашата загриженост за наставниците е исто толку убедлива, колку што беа убедливи ветувањата дека ќе го подобрите образованието. Не знам колку години треба да поминат за конечно да почнете да ги читате пораките од граѓаните и да сватите што граѓаните бараат од вас. Ви благодарам. Контра реплика, пратеникот Талевски, повелете.